Добро вечер, драги гледачи, добро дојдовте во нова епизода од мојот најдобар подкаст во Македонија. Денес имавме прекрасен гостин и си изнакажавме многу работи и си направивме мојот на многу различни теми, а тоа е прекрасната дама Јелена Спенчарска, драги мои. Ќе слушнете многу добри нешта и ќе научите од тоа. Пред се сакам да ги поздравам мојата медиумска поддршка през 24, исто така моите пријатели, а тоа се tak.mk, најдобрите новчаници што се македонско производство, тоа поддржувајте македонски производи. Кафана да не ја заборавиме, акција 24.mk и rolandplanet.mk, драги мои, тоа е продавница за музичка опрема, се наоѓа Карши Рамстор, можете да си најдете све што ве занима и што у тој домен за вас. Така да уживајте у подкастот. Добар ден, драги гледачи! Во подкаст го имаме најпозитивниот, најдобриот, све нај, Бомбакис! Може да почнеме? Може секако. Ајде, добро вечер, Јелена, и добро ни дојде у студио. Мислам дека за прв пат си у подкаст, така? Не, втор пат. Каде беше првиот Пев пат? кај Андријана и кај Ивана, тоа е еден нов подкаст кој што излезе, не знам, зависи сега оваа емисија која ќе иде, мислам дека пред месец дена нешто така. Може нема ни толку, не знам, и таму зборевме на тема машко-женски односи. И тоа е добра тема, можеме и тука. Многу добра тема. Вирално стана тоа видео? Уште не е објавена, сега затоа треба да оди оваа недела, не знам твојот пост. Ова ќе иде у недела. Па добро, тој подкаст кај што бев првиот ќе иде пред овој, па после ќе оди твојот. Па добро. Да. Како си, шо правиш, што има ново, дали си добро? Прво општи прашање, чисто да те, пошто немам прашање, немам спремно. Бакис нема прашање, немаш потреба со мене да се спремаш, барем ние така Да, во знам. нашиот во телевизискиот свет секој пат така викаме, кога ќе ти дојде лице од телевизија на подкаст, немаш потреба да се спремаш затоа што ние секој си кажеме ти без да не прашаш. Дефинитивно. Така да многу прво ти фала што ме покани. Не знам, се реваншираш сега дека јас те викнам. Да, па малце да ги измешаме брзините, да Во биде утринска, интересно. па сега ти. Не, нема веза, стварно сакав да дојдам. Јас многу сакам подкасти, многу сакам Да збориш. Да зборам, Тоа баш. дефинитивно. Ама не, знаеш, друго е, пошто на емисија ние сме водителите и сега ти не можеш да се искажеш како водител многу, нели ти даваш правец, го водиш гостино, тука си, меѓутоа твојот став не е толку релевантен како што е ставот на гостинот. Сега па кога ќе се најдеме од другата страна, кога сега јас сум гостин. Охо. Мене ми е многу полесно, на пример, да бидам гостин и да ме прашуваат, Да. него да бидам вака водител и да прашувам. Мене Мислам па обратно, дека- јас многу сакам да бидам гост. Чекај, ти кажа сакаш да бидеш Гостин, гостин? да, И јас сакам исто. да бидам гостин. Пошто можеш да си збориш Човек. колку сакаш. И те слушаат луѓето, мораат да Да, слушаат, да. гостин си ме разбираш, и ја многу сакам да бидам гостин и затоа многу се радувам кога ќе ме викнат негде како гостинка, полабаво, Да, бе, полежерно, кафенце. Не се замараш толку многу. И знаеш друга работа што многу ми се допаѓа, што сега ако правиме разлика нели телевизија, подкасти, на телевизија енергијата е сосема друга, еве беше кај нас, виде ти не Да. можеш ти така туку да седнеш и да си раскажеш се. И да се заебаваш. Луѓе кои што не почувствувале, кои што не биле гости или на подкасти на телевизија, не може да го знаат тоа. Значи дефинитивно ова е многу послободен формат, тука можам да се зборам и на сленг. Да, и на ме се, и разбираш? што сакаш да збориш. И јас сакам, на пример имам теми на кои што сакам да зборам, кои што не можам никогаш да ги зборам на телевизија. Дефинитивно, и па Никогаш. за тоа си тука. Така Кажи е. ми, ај, ќе почнеме вака од почеток, кој што почнувам со сите, од Слободно. детството на Јелена, све од А до Ш, и да преминеме до сега до кај што си. Пошто знам дека имаш доста поминато животов и сакам да ни кажеш малце у кратки црти. У кратки црти, да, добро, сите знаат дека јас доаѓам од Берово. Она кој што јас го знам е вака што е интересно, кој што не знам дали сум го кажала некогаш е дека сега ќе отворам една друга тема, меѓутоа вратиме назад ако отидам скроз во друг правец. Многу често сега нели се збори за тоа како младите ја напуштаат Македонија, нели има луѓе кои што не сакаат да ја напуштат Македонија, има луѓе кои што веќе ја напуштиле. Нели, сите сме различни, јас поштувам сега и тебе те поштувам што сакаш, нели секој си збори за себе. Јас сум лик кој што од дете памтам дека јас, како да ти кажам, можеби е сега тоа некоја детска работа, си викав, леле, а не припаѓам тука. Леле, ова место не е за мене. Знаеш, тоа е чувство, тоа не можеш да го кажеш ти со зборови башка до 18 години, пошто јас до 18 години бев во Берова, ама сега ти зборам, значи дете кога сум била до 10 години, 11 години. Пази, уште од тогаш јас
имав некое чувство дека јас нема да останам во оваа држава. Не знам како да го, не дека јас не ја сакам државата. Да, бе, да. Плюс јас немав ни во Скопје дојдено на 10 години, не ме заебавај. Имав чувство дека јас нема да останам во оваа држава. Не знам како да го опишам тоа. И моето детство беше многу нормално, окей детство, нели? Како и секое детство. Нели, моите не се ни директори, некој па да ме бутале во животот, нешто, нели, работничка класа, и мајка ми и татко ми, нели, сум имала среќно детство, колку што сум можела ми давале, скромно детство, сакам да ти кажам, плюс сум израсната, нели, во планина, на чист воздух, друго време, Бомбаки, за разлика од Скопје тука што е загадено. Убаво време каде што буквално сме имале слобода, кај што денешните деца ја нема, знаеш, на улица, мајка ти ќе те викне, ќе те собере кога е време за ручек, ме разбираш? Или ќе ти свирне татко ти. Да. Врати се. Знаеш, со респект, мајка ти, татко ти, ќе видиш од татко ти дома, знаеш, сум пораснала со сите тие работи кои што сме поминали. Немам тука нешто многу што да кажам, меѓутоа тоа чувство се сеќавам за ова дека јас од секогаш знаев дека некако Македонија не е земјата за мене. Ќе повторам уште еднаш, не дека сум имала ја предрасуди спрема земјава, значи тоа било уште во Берово. Јас ни во Скопје уште немав отидено, а пак ќе кажеш во времето тоа Скопје беше. Уау, ме разбираш, пак е главен град. Не знам, тоа го памтам, не знаеш како го памтам, и од секогаш ми било сон од дете да одам во Америка. Јас Америка ќе ми ја спомнеш готово. Знаеш, оној амерички сон кој што ни го продаваат. Филмовите што ги гледаме. Филмови, музика, слушаш спотови амерички. Да, све од запад. И леле, ја викам готово, ја Америка па Америка. И крај. И дојде време да се запишам на факултет. Средно, значи одлично ученичка се супер, и дојде време да се запишам на факултет и татко ми од секогаш ме викаше, абе ти новинар ќе бидеш, вика ти збориш, знаеш, те бива со луѓе. А уште од мала така си зборила? Да. Без престан. Имав само еден период во животот кај што бев јас многу срамежлива. Тоа ми беше најверојатно периодот во адолесценција, нели пубертет, во школо, сега тука тинеџерските години мене ми беа многу критични затоа што јас мислам дека тука како ти кажам, се повлеков некако, си викам леле сите се подобри од мене, види ги сите други што прават, јас не се вклопувам тука. Например, некогаш кога ќе се збореше нешто или професорот некој пат кога ќе ми кажеше наставникот сега јас да одговарам, јас се сеќавам како вчера да беше, јас под клупа сум се криела за да не станам да одговарам пред сите. Тоа беше многу травматично искуство за мене. Тој период на адолесценција, да. Тогаш бев многу срамежлива, многу повлечена, многу маниси наоѓав. А си имала булинг? Не, никогаш. Пошто тоа е сега, знаеш, модерно. Мислам, тоа го имало и порано, само што сега не, во мојава школа не, никогаш не сме имали. Мислам, со многу пријателски сме биле сите. Меѓутоа, не знам, мојот период на пубертет ми беше многу чуден. И јас тогаш како да се повлеков, тие 3-4 години ги памтам дека јас не бев таа Јелена сега што ја гледаш, самодоверба, бе, каква самодоверба, ти викам сум се криела под клупа, затоа што е траорно искуство ти да излезеш и сега пред сите да гледат во тебе и ти треба да кажеш нешто, да одговориш. Да, и мене ми било фрка увек, да. Леле, како ќе бидеш, ако сгрешиш, ме разбираш, оние трауми. И само тој период ми беше период каде што не знам што ми се случи. Меѓутоа, после тоа, некако сето тоа се промени, не знам, сега тука треба тем психолошки да навлеземе. Ако бе слободно, можеме за све да разговараме. Да, дефинитивно ќе збориме и за тоа, многу сакам да чепнам и оваа тема, меѓутоа сакав да кажам она кој што ме праша, требаше да се запишам на факултет. И нели татко ме вика, ајде бе ти збориш лево десно, ја викам, не бе, ја Америка, ја англиски сакам да студирам, сакам професорка по англиски да бидам. И се детска визија дека ти ако учиш англиски и дека си професор по англиски, некако ќе те спои со Америка. Јас мислам дека во англиски се збори само во Америка, во ниедна друга земја. Се пак се тоа бубачки во главата. И дека јас така можеби ќе заминам за Америка. Леле, кога реков англиски, крај. И само англиски. И ајде, да филолошки беше одсек англиски, нели, и мојве кренаа раце, заман, ајде, ако не биде, нели, на англиски, ќе те запишеме на новинарство и као, нели, мораш да имаш и втора опција. Новинарството ми беше втора опција и ја на англиски се запишав. Човек не ме примија за, не знам, некои 3-4 поени, таму тестови полагавме на времето, многу беше покомплицирано да се запишеш на факултет, не е како сега. На филолошки полагав, не ме примија.
И јас разочарана, се сеќавам уште, леле, по камени мост како вчера да беше, знаеш, она солзи, онака тешко ти е готово од тебе, 18 години, немаш ме 18, колку сум имала, животот ти е срушен на факултет, не те примиле на факултетот што си го сакал. Каму да беа сега тие проблеми? А се сеќавам, значи, и татко ми вика, не бе, вика, готово, гледаш, не било за тебе, на новинарство. Да. И се запишав на новинарство, имавме еден пријател кој што беше професор, сега е починат и он ни помогна нели со документи, трансфер, тие работи, пак друго е, знаеш, треба да имаш човек на правен факултет одсек новинарство. И така се запишав безволно на новинарство, со скршено срце, бомба. Каква новинарка, бе, ја новинарка, не бе, ја у Америка ќе одам, што се јавам дека ќе работам во вести. Знаеш, новинарство е тоа сум мислела. Во вести ќе ме стават, нешто, политика ќе ми дадат, комплетно скршен филм. Ама некако факултетот фино ми тргна. Испит по испит почнав да си полагам, имав некои потешкоти, нели тие економија, тие работични не ми идат. Математика имаше да не, економија ви беше онака, па право, па римско право, виќе не сум ги заборавила, среќа што сум ги заборавила. Меѓутоа имаше многу интересни предмети, имаше англиски. И екипата ми беше многу добра и ми тргна година, втора, трета, ти да видиш ја факултет завршување. Викам, шо направив ја новинарка, викам тука. И јас почнав одма да работам. Јас работев од моја 21 година, не се сеќавам сега, може да, 20 години сигурно сум имала. Каде за прв пат почна да работи? Пази сега што се случува. Значи дека требало така, кога рекол Господ, кога шкртнал тоа е. Идам јас во као се вика овој кубанскиот на Кеј. Добро. Каса Кубана? Да, бе, 20 годишна девојка, сум отишла на пијачка, ме разбираш, студентка сум дошла да видам што се дешава во главниот град. Прв пат видов семафори во Скопје, значи, беше многу смешно. Ама нели да разгледаш. И одам во тоалетот им е доле. Сега не сум била многу одамна, не знам дали реновиране. Не знам ни дали постои више. Појма немам стварно искрено. И се симнуваш доле во тоалетот и до мене застанува една девојка, една жена, млада девојка, жена. И ми вика, леле, колку си убава. И ја викам, ова, викам, мене ли ми збори, знаеш, мене никој пат жена не ми дала комплимент дека јас сум убава. Викам, супер, фала, и што работиш, како работиш, ти да видиш каков пристап отворен. Јас се штрекнав, човече, викам, ова, за мене не беше нормално, на нормален муабет си прави. Да, ма тебе не ти било јас си викам, чудно ти било. Ова, шо ме праша ова, да не сака нешто, знаеш, дрога да не ми дава, од кај да знаеш, нели ти на тоа време си викаш, како викала баба ти, немој пијачки да си. Да, зашо може да ти кладе дрога. Па добро, да. Тие биле тие сваќања. Да бе, ја викам, леле, ова сега шо ме нападна така. И ми вика, слушај, вика, ми дава картичка неизина. Јас, вика, работам на емисија, на телевизија. Дали, вика, некогаш си мислела да работиш на телевизија? Ја викам, не, вика, ти си многу убава девојка. Вика, зашто да не пробаш телевизија? Јас викам, па добро, знаеш, и ми дава она неизина картичка. Ја зимам, јави ми се, вика, кидеме на ручек, на кафе, ќе ти објаснам, вика, што работиме. Толку беше. Јас колку за една недела и се јави, се мислев дали да се јавам, дали да не се јавам. Ајде бе, викам, ќе звонам Шомега, ајде. Се јавувам јас, она работеше во оние брзи квизови на времето што ти текнува. Ајде, јавете се дали е една буква за 30.000 денари. Значи саат време емисија кај што ти треба повторуваш 5 реченици да ги вртиш цело време. Ајде сега јавете се за ова 10.000 денари. И да ми текна. И ја викам, па супер пара за 20 годишна девојка во Скопје, се платено, превоз ти е платен до продукцијската куќа, тоа продукцијски идеше тогаш и они си го продаваа проектот по телевизија. По телевизија, да. Да, така беше. Во рок-н-рол продукција, не знам дали се сеќаваш ти на рок-н-рол. Керамидница. Таму. Јас моите први почетоци таму сум ги почнал. И така научив јас брзо да зборам, затоа што бев на проби, нели, прв пат застанав пред камера. И таму треба да збориш цело време. И таму треба брзо да збориш, не можеш ти на таква емисија сега да дремиш, ме разбираш? Да, можеш цело време активност да прашаш, ти си сам, саат време сам и сега ти на тебе е се оставено. И од таму го научив брзото зборење, што и ден денеска ми остане и што знам дека, например, свесна сум дека го имам, некој пат се обидувам да го закочам, меѓутоа мене многу веќе ми тече мислата и јас и зборовите сакаат да ми ја следат мислата, што не секогаш може да биде тоа така.
И бомба, јас стана водителка на квиз, работев преку една недела, затоа што имав и друга колешка со која што се менувавме. Значи јас една недела работам, па она, па јас една по. Значи 2 работни недели, супер плата. Платен ми е превозот до таму. Баш кога тоа време. Човек, јас па да ти кажам, јас во тоа време, значи сум имала 20 години, сум зимала некои 500-600 евра плата. Што за тоа време, за јас 20 години, што јас реално живеев во студентски дом првите години, и што мојве дома ми давале нели колку основица. Чисто джепарац, да. Ние не сме имале да ми дадат мајка ми, татко ми, тера и керко. Него сме основица. Биле пуштени да се снаоѓаме самите живот, пошто нашите не биле буџавани да имаме све. Какви искуства сум имала во тие студентски ведома, каков соживот прво сме имале. Јас тие личности кои што сум ги запознала таму, јас ден денеска дружам со нив. Какви авантури, пошто знаеш, не знам дали си влегол некој пат во студентски дом да видиш какво е. Сум влегол, да, катастрофа. Во Стив, во бараките. Поготово, да, ја таму факултет имам учено, земјоделски, знам. А тоа ми е најубав период од животот. Да, па реално факултетот е најдобар период од животот. Само теглите ајвар на прозор сме ги ставале, пошто ти немаш место фрижидер кај да. Само да ти се погоди треба и екипата да биде како што треба. Да, ама добро, ние девојчиња, знаеш, сите женски бевме супер однос и ти викам ден денеска имам многу добар однос со сите тие што сум ги запознала и свесно кажувам дека тоа беше најубав период од мојот живот. Тоа што се Јелена Спенџарска сега не те натера, мислам, не да ги забориш луѓе што се не. Или си се дружиш. Мислам, егото не ти се крена, пошто знаеш како е кај нас кога ќе видат малце слава луѓе и како ги забораат сите. Имава во глава, да, јасно. Тоа сум го сватила од луѓето кои што доаѓале, затоа што кроз емисиите во текот на животот што сум ги имала, ми прошле луѓе од до, ме разбираш? Значи имам искуство да кажам. Меѓутоа, знаеш што е нешто кое што не знам дали кај тебе се случило. Јас не сум се променила, се нормално ќе се промениш, сега не можам да глумам јас светица, не сум се променила, меѓутоа не сум се променила до степен да јас сега нешто тука глуматам. Да, кој те тркала. Јас сум таа човек, од Берово што сум живеела у Стив, ме разбираш? Ама, не знам сега дали ти го имаш тоа искуство, луѓето поинаку после те перцепираат. Тоа дефинитивно. И они сега, Јелена од Канал 5, они си ствараат слика за мене некоја, знаеш. Верзија, да, си ствараат. Знаеш, оваа од телевизија, оваа што се слика, оваа, вака така, знаеш, они се тие. Што се променети. А не јас. Да, сум го осетил тоа и ја на моја кожа исто, да. Сега, нормално ние сме променети, ама не си ти дека не бе сега носото облаци, ама не сум ги заборел, да, не сум ги заборел, него они сега овој стана бомбаки, сега ово, да. Да. А зашо мислиш дека е тоа така? Види, тоа си е нивни мајндсет и тоа не секој е спремен завист? да расте. Па не, тоа мислам дека знаеш како, има луѓе кои што остануваат затворени, заробени во сопствениот ум и немаат желба да се променат и да пораснат и да научат нешто ново. Тоа се луѓе кои што останале таму кај што сте, во таа некоја зона и на нив таму им е окей, и они од таа удобна зона, они судат кон тебе после. Лимитирани се, имаат лимит, да. И си ги проектираат своите несигурности, своите проблеми врз тебе, врз мене, не е битно врз кого, ама доаѓа од нив. А има и луѓе, например, јас, ти да видиш во Солун што ми се случи, тоа ретко ми се случува. Трчам јас на кеј, башка навечер беше, приквечер, со капче, значи, и да ме еве ти да ме знаеш, па нема ме познаеш. Трчам. И застанувам тука кај бродовите кај што се, нели, се враќам на кај дома. Еден дечко од бродот се симнува до ние. Јелена! Ја викам, леле, викам, дали мене некој ме виде, викам, се тука у Солун. Не ми се десило тоа. Јелена, дечко, јас се вртам, го гледам ликов, немам појма кој е. И јас викам, знаеш, здраво, идам на кај него, сега здраво. И му викам, извини, се знаеме, викам, тоа е, например, јас ако некој пат сум те заборавила, па не можам да ми текне кој. Сега викам, знаеш, многу луѓе ми прошле, може. Викам, извини, викам, ние се знаеме, и он вика, не се знаеме, ми вика. Јас сум, не знам што ми кажа. Слушај, вика, јас сум тука во Солун, дојден, вика, на некој проект за мода, нешто имале, као студент ли, немам појма, ама те пратам, вика, од интернет, вика, многу си ми интереса, сега те видов, вика, решив да те поздравам, зашто да не, вика, види, вика, сега кај ми дојде, вика, башка, нели, од Македонија, ние тука двајца. Ја викам, леле, свака му час, затоа што пази оваа ситуација и пази ја, например, во Солун многу пати, и не мора во Солун, и тука во Скопје, ке ме видат на улица, како поминувам, сега јас ке слушам дека ме, оваа од Канал 5, Јелена, ме разбираш, ама они не ти приоѓаат или не ти викаат, Јелена, здраво,
Само здраво ме Да. разбираш, ама оните шушкаат и ти ги слушаш тие работи, спрема дечко кој што од Бродов дојде, Јелена, бе, не се знаеме, викам, многу ми е мило што те запознав, знаеш, еве, ја изработувам, креирал некој сакоа, некој палта. Да, Човеков све си кажа, 10 минути муавет си направивме, ни го знам, ни го познам. ама тоа е поштовање. Тоа сакам да ти кажам, значи има и такви и такви. Јас сум истата, ти мене ако ме застанеш, јас ќе ти направам обед. Мене, па жени нешто гледаат Канал 5 или се утринска, знаеш, по возрастна генерација. Експерти. Жени колку ме сретнуваат во бутик, на улица и они ти приоѓаат, они не шушкаат видео. Да, бе, па шо Здраво, Јеленче. Ама тоа е егото го прави. Пошто имаат луѓе нормални се, немаат его и те поздравуваат, кај си, шо си, Да, и шо мислам прави. затоа сме ние многу егоистични и ограничени тука кај нас. Не мора да значи дека сега ја ако работам на телевизија, луѓе, тоа е мојата работа. Да. Јас за тоа имам пари, за тоа се плаќам сметки, Тоа работиш, рата од кредит плаќам, Ама ме исто сме разбираш? пак луѓе сме на крајот Да. од денот, од крв и месо. И ти, Да. ја и сите мислам сите. И мене ми е исто дозволено да имам лош ден и да не ти вратам на порака кога Точно. ти чекаш од мене сега у секундата да, Да, ти да, вратам. да. И мене ми е дозволено. Ти се љута така? Да ти кажам, Си еднаш имала или некоја два таква пати, ситуација? не многу, не ми искоментирале до сега, меѓутоа еднаш сум имала коментар на една девојка која што ми пишувала и на крај ми вика, аман заман демек, па толку прашување, не знам. Али генерално тоа беа некои глупости, као јас сега гледам на се да ти објаснам и сега ти влечеш прашање кое што веќе е одговорено на тоа, колку да си направиш муабет. И сега стварно ја немам време за сите да вратам. Не дека немам време, дека јас сум звезда, па мене 100 пораки дневно ми стигаат, па јас сега тука на тебе ќе вратам, ама на некоја Сања Б нема да ја вратам. Не, туку меѓутоа луѓето некој пати прашуваат колку само да прашаат. Чисто Нешто се најде во муабет, да си го има тоа? Да, често. Да. Сега во муабет да се најде. Нека без везја мојат, без Без поента, без ништо, да. И на тие ако не им вратиш, тие се тие тие, што да. се лутат. А Зашто си им не враќал предходно 100 Да, пати се. срциња си им Да, враќал. све. Ама на ова нешто што они констатирале дека е многу важно, е тотално небитно zero. Не можеш да се разбереш, не можеш да засадим најаш на луѓе, пошто Да, и не можеш што да и им да направиш погодиш. добрина, едно лошо да направиш, тоа ќе го памтат, тие добрите работи. Да, слава. меѓутоа јас сум многу поослободена од тоа да јас морам да вратам на сите, јас да морам да им бидам фина, добра на сите. Не, јас имам своји мани, јас си ги знам маните, јас имам своји лоши денови, јас како што сакам, нели, нормално да имам и добра страна, имам и лоша страна. И јас сум многу Сите свесна имаме. за тоа. И јас не сакам мене секој да ме сака. Баш напротив, барем во оваа работа, ти ќе се согласиш сигурно тука со мене, тие што не те сакаат, тие пари индиректно ти ставаат во джеб. Реално, да. Индиректно Тука ти си ставаат во скроз джеб. управа. Тие те коментираат, тие те плюкаат, тие ти прават рич, пошто кај нас негативната реклама Е колку најдобра реклама, да. И нормално тебе ти носи бројки, што за мене бројките ме заболе, ама од агенција која ќе види, дајте да видиме на Спенџарска бројките Да, на да, социјал да. медија, дај да ја земе. Колку месечно за ова? Зашто? Зашто некој се Трајко денеска решил дека нели неговата фрустрација ќе ја испрли на мене. И како Трајко се наредиле уште 300. Да. Па Трајче фала. Не, реално е така, да. А кажи ми после тоа, нели Леле, доаѓаш? кај се станавме? Да, чекај, ја те оставам да збориш, луѓе. пошто ме караат луѓе као ги прекинуваш гостија, ги прекинуваш, ама знаеш некад ќе ми дое мисла и да. Слободно. Се извинувам за тоа. Па што се извинуваш, терај ајде. Кога, мислам, у рок-н-рол, нели, после тоа што се случува, кај работиш? Рок-н-рол Да, таму работев застанав. 3-4 години, нешто така. Мислам дека тоа имаше во продукција, после настанаа некои проблеми, не знам што се деси, точно беше многу одамна и ги прекинаа тие квизови. Меѓутоа тие квизови се продаваа на Канал 5, на Сител, на Алфа телевизија. И после тоа, мислам дека следната телевизија каде што работев беше Дали ти текнува на Skynet.
Не, ми текнува, тоа беше пред 450 години. 467. Пред нашата ера беше, да. 467, јас имав музичка емисија, ми дадоа една музичка емисија која што веќе ја водеше една... Ток шоу дека е? Не знам како се вика, човек само ме потсети на време, ме врати у претходниот живот. Не знам ни емисијава како се викала, музичка емисија, као топ листа имаше. Аха, И нели во студио ти се даваш најава, да се гласа, луѓето гласаат на Facebook или не знам за песни. RolandPlanet.mk, продавница за музичка опрема и за музички инструменти. Се што сакате можете да си најдете кај нив, се наоѓаат Карши Рамсторот во центар. И во меѓувреме се правиш интервјуа со некој од топ листата. Баш во тоа време имавме страда, сите сакаа да се појават на камера, на никој не му беше гајле сега дали си од Канал 5, дали си не знам од Алфа, од Сител, од Телма или од Skynet. Буквално сите сакаа да излезат пред камера и да се промовираат. И имаше, мислам дека повеќе пари во музиката порано. Сега, за жал, не знам што прават. Ја не сум музичар, да бев музичар, ќе знаев многу добро што да правам. Токсикологија на времето беат звезди, нели Skynet Слаткар постои? кога излезе, не. Не постоиш? Сега не постои, не. Ај пред да тргнеш понатаму за телевизија, пошто го спомна Сладкар, кажи ми од каде соработката со него, како излезе цел? Леле, Поготоа за шопинг, пошто таму си главна улога, реално. Ке се смееш многу. Јас, драг мој бомбакис, во животот освен што сакав да бидам тоа да во Америка и да бидам професорка, сакав да бидам манекенка. Модел. Манекенка, не модел, Да, не да манекен. шетам по писта. Јас бев у таков некој филм дека нели манекенка треба да бидам слаба. Манекенка да будам. Манекенка да будам. И се запиша во едно манекенско студио. Леле, се утепај ме како се викаше. А имало и такво нешто? Да, бе, во Карпош 3, леле, како се викаше жената што го држеше, една преубава жена со црна долга коса, ќе ја најдам, не ми текнува сега. Нема врска да е жива и здрава. Да, многу сакам да ја видам, не сум ја видам, тоа не постои сега. Леле, како се не знам, не. И јас Не. почнав да одам таму и си плаќаш, јас како студентка одвојував, мислам дека беше 500 или 600 денари месечно, плаќаш и имаш часови, пример, денеска учиме како да одиме. Утре како да се вртиме, како нели кога имаше и часови за однесување. Многу беше интересно. И Да, бе. се запознаваш девојчиња таму, ме разбираш? Се дружиш. Мислам дека тоа ми беше многу добра инвестиција во себе. Никош не сум го гледала тоа дека ле сум ги дала моите пари за нешто. Све ми било инвестиција во себе. Манекенка. Ако денес не сум манекенка, ама некој ќе каже дека е манекенка поштоем. Значи Да. јас сум сакала да бидам. И од таму еден ден ни доаѓа оваа што беше како собственичка и вика слушајте, вика сакам да во четврток, петок нешто така беше, да дојдете ќе има аудиција за видеоспот, еден млад дечко почнува кариера. Сладкар не беше многу познат пред тоа. Мислам, он беше познат, ама не беше, он Тие се после меѓу експлодира. првите песни, да. Да, он после експлодира скроз, плюс шопинг беше, нели, ќе Врво. дојде да за видео му требаат девојчиња за спот, ќе прави кастинг. Што треба да правите? Ништо, да си он ќе каже, нели, кога ќе дојде, он ќе Идеја. даде инструкции, пошто ќе дојде со режисер на спотот, што треба да правите и добро. И ние бевме едно 10 девојчиња на тој кастинг. Јас се сеќавам носев не беше тоа како сукња, така во многу бои бев облечена, многу шарена, немам појма што ми беше. Си уште бодел тоа. очи. Ама остај. Детиште, ама нели пак се трудиш и ние го запознаваме Сладкар тогаш прв пат. Ја појма немав кој е Сладкар и влеговме во друга просторија еве како ова, тука седеа луѓе со Сладкар, нели, тука седеше собственичката и секоја една по една влагаш и сега Сладкар ти кажува на пример ајте молам изглуми ми да речеме како се шеташ со куќе или изглуми ми шмизла. Тоа беше поентата. Сите требаше да глумиме шмизла, да одиме малце така, знаеш како шмизлите што одат. И јас сум го гледала тоа од америчките спотови, човече, мене тоа ми беше Лесно, шмизла сега одма. Леле. Нема геле. Не го раскажам студиово. Не, добро. И јас тука, тоа требаше како да шетам кон кученца во парк и сега така да одиш нешто. И знаеш, и требаше нешто да кажеме, ама лигаво да го кажеме. Тоа беше поентата на целиот кастинг, знаеш, да бидеш лигав, да бидеш, а ние не знаевме какво е сценариото на шопинг. Тогаш не се знаеше ништо. Само ти дава инструкции. За ден, наредниот ден ми се јавува
како и беше името, ле морам да ја најдам женава. Ми вика, Елена, тебе те одбра сладкар, вика за шопинг, ти си идеална и то. Ја не бев колку свесна. девојчиња? 10. Од 10. Ама јас не бев свесна тоа што значи. Тоа беше многу голем успех за мене, ама јас отпосле го сватив тоа. Ти Јас си кога се мислеше случува, ќе се појавам само чисто едно толку друго, ќе ми тоа, дадат и- некоја паричка, Да, пошто и те тоа е плаќаат тоа, да. таму. Ќе ми дадат пари, ќе се заработам, ќе се појавам на некој си сладкар јас таму, на Да. шопинг ќе глумам шмизла, ќе ме нашминкаат. Пази, во тоа време тие биле работи за мене вау. Next level. Некој ќе дојде, ќе ме нашминка, некој ќе ми даде мене гардероба, јас да облечам, некој мене ќе ме снима, знаеш, некој ќе се замара со мене, јас што правам и ќе оди по мене. Да. Значи не ме зајбавај. И добро, спотот се снимаше, све е убаво, ми дадоа текст да го научам, иако јас не го зборам тоа. Ајде, станувај сонце. Не го Тоа збориш ти, не, тоа е сладкар. Мислам дека е да, меѓутоа на негова друга верзија, иначе Да. не сум јас, ама мене ми дадоа за да бидам како синхронизирано со текстот, ме разбираш? Да, за да го споја спотот. Да, и добро, снимавме се преубаво, Тони Зен сум го видела во животов, Тони Зен го знаевме тогаш кој е леле, звезда, шо да ти кажа, Јован Јованов. Ја, од Берово дојде на тука, ме разбираш, сум ги гледала Тони Зен и Јован Јованов. Девојки имаше некои, они имаа други девојки од Србија тогаш на тоа време, и србинки беа Да, и- тука. Поише. Ја викам, леле, како мене ме ставиле, знаеш, оној синдром, како ја стигнав до тука, со што ја направив, со што ја заслужив да дојдам до ова сите околу мене, затоа што бев ја главната улога, нели? И добро, и ништо. И ме викна од бекстејдж на времето на Марија, ако се сеќаваш на една водителка од бекстејдж, сега е мажена во Словенија, мислам дека тоа беше златното време на бекстејдж, правеа промоција во картел на Кеј, ако ти текнува. Да, картел ми текнува. Колку сме искачали у картел, таму се направи промоција, јас дојдов, мене ме застанаа да дадам интервју пред камера, ме разбираш? Од после од кој излезе Да, кога песната, излезе све која- спотот, после спотот се објави, нели, дента, отпосле почна целата таа работа. И ја пред камера леде да дадам интервју, аз да кажам, ја викам, што е ова, човече, што се дешава? Ама ништо, знаеш, не го исперцепирав така. Леле шопинг стана хит, таков хит. Да мене до ден денес се случа. човек, јас искачам, нема да заборавам, искачам од Трговски и требаше да одам на кај џамбото сега, кај што и поминувам од Тетакс тука кај што е сендвичарата сега. Имаше тука трафик ако ти текнува според и Тетакс што ја сруши трафиката. И мене ми поминуваат девојчиња мале помали, пошто сладкар беше публика за помладите порано. Леле, Елена, да се сликаме. Тоа беше прв пат во мојот живот некој да сакал да се слика со мене и автограм. На времето се дава автограми. Ја викам, дали јас сум некоја звезда, ме разбираш? Викам, види човече, мене некој девојчиња рандом ме препознаа на улица. Тоа беше шок за мене. Тоа беше, што да ти кажам, за една недела ми се јавуваат од списание Комплетна. Мислам дека сега не постои. На насловна страница да ме стават. Ја викам, не, ова е... Чекај, ама не кенка, спотови, интервјуа, на насловна страница мене да ме стават. Ајде, викам, нека ме става, знаеш, мама, тато ќе се гордеат со мене, ме разбираш. Ја на насловна страница прв пат на Комплетна, Ани и Дими фотосесија ми прават. Интервјуа ми пишуваат девојката од шопинг. Не можам да ти објаснам, еве сега се ежам кога го зборам колку беше убав тој период од мојот живот. А на колку години ова? Па не знам колку имав, 20 години, 19, 20, 21, не се сеќавам. После бев на уште два други спота на шопинг, ако ти текнува во песната... Ама све си е поврзано. Се е поврзано. Мислам, од шопингте земале више знаат дека е тоа дека... Да, ние створивме многу добар однос со нив и они после немаа потреба во агенција да се јават, затоа што дали ти текнува дека Сладкар правеше поврзани песни со тоа. Мислам дека беше Те мола бавиме, кога он збореше бивша ми од Карши, почнаа да летаат флаши, чаши. Јас бев бившата од Карши, мене ме земаа за таа улога, која што мавна, затоа што после шопинг јас му бев бивша, ме разбираш, он заврши со мене во шопинг и си продолжи во музиката во видеата со други девојки. И јас останав бившата од Карши, која што го видов на снимањето дека он е со некоја друга девојка и ми дадоа да го мавнам со чаша. И уште во еден, сега не ми текнува нека ми простат. Па Те мола бавиме, ова мислам дека е FM, нешто така. FM, во FM. А Те мола бавиме, сум девојката,
пошто он нели продолжил со некоја друга девојка, се враќа дејството назад како се снимал шопинг и јас се појавувам на кастингот со едни портокалови панталончиња и со една шарена блуза како што бев така облечена. И јас така зиркам позади тоа да ме гледа кога ќе дојде мојот ред, јас на кастинг сум тука, ме разбираш? И да, така се случи целата трилогија, ако можам да ја кажам, со Сладкар и стварно мислам дека Сладкар отвори исто за мене како Јелена сега, барем како медиумски лик, една врата за која што јас ќе му бидам на него вечно благодарна. Да, дефинитивно, пошто мислам ти го отворил патот на некој начин, да. Се почна од таму. Мене така почнаа луѓето да ме препознаваат. Па после нели од квизовите, ајве оваа телевизија што дава пари. После тоа кај продолжиш? После што се случува? После Skynet заврши емисијата, Skynet отидов во АБ да работам. Ти текнували на АБ канал? Не знам кои се овие канали, што ми ги кажа. Кој знае кога се доба. 43-та таму со војната со. Не. Не знам пред ми текно на АБ канал. 12 години нешто така, не се сеќавам. Ама нешто локал. Мелита беше во АБ канал, многу главна звезда таму, она имаше свое шоу. Он има добра продукција во тоа време, добри камери, значи квалитетно ептен вложува. И јас самата им пратив мейл, мислам дека затоа што ја состанав без работа или од која Skynet исто мислам дека пропадна скроз. И ја им пратив, Александра беше собственичка, она ми врати, као Јелена дојди на разговор и мислам дека со Мелита нешто беше и јас така ми дада да работам своја емисија. Јас имав идеја за своја емисија со гости и си разговаравме, јас имав своја емисија во АБ канал, меѓутоа со АБ канал не знам што се случи, или ја затворија и оваа телевизија пропадна. И колку, мислам дека на 5-6 месеци воопшто останав исто без работа. И така се случи сосема спонтано, случајно, Канал 5. Ми се јави Ненад, CV-то после АБ канал, јас едно време не работев ништо, си викам доста е добро. И после неколку месеци пратив своје CV во Канал 5 телевизија. Они не ни бараа CV-ња тогаш, ама си го пратив онака чисто да ми стои нели CV. Како што го пратив CV-то за 3-4 дена отпосле, значи буквално така се случи, ми се јава Ненад Георгиевски, сега што работи во Телма. Ненад ми вика, Јелена, го примивме, вика, твоето CV на работа, те молам, вика, ни треба итно човек за работа во екстра ексклузив. Тоа беше проект на Ајден. Ајден се затвори, се премести на Канал 5. Ненад си презема тим, нели он си ја зема на уредничката палка и водител беше, си зема некој тим и нешто се случило во тимот со новинарите, нешто се спокарале, не се договориле кој што треба и на него двајца новинари му даваат отказ со 5 за 12. Он мора да почне без човек и ми звони, сега вика гледам искуство, имаш аман заман, ми треба вика човек за искуство, одма. И ја викам, Ненад, ја можам уш утре да дојдам. Така дојдов, вежбав малце 1-2-3 дена, пошто тоа ми беше нели пако, знаеш, екстра ексклузив забавен проект. И така јас почнав со Канал 5, еве до ден денеска, иако сум сега после, после тоа, како утринска, како улете утринска? Човече, не знам што се случи со екстра ексклузив, нели Ненад напушти, проектот пропаднал валја. Не, знаеш, тоа се некои работи во телевизиве кои што ти само не ги посматраш како играч и не можеш директно да инволвираш и сега што се десило, како се десило. Да, проектот заврши, готово, не постои веќе, Ненад се замина. И они не сакаа нели да даваат откази на луѓе, нормално више кога си таму, дај да ти искористиме. А во тоа време утринската емисија беше проект каде што нели им фалеа луѓе и мене веднаш само трансфер ми направија во утринска емисија и ете веќе 7-8 години, ако сум 10 во Канал 5, еве 8 веќе сум во утринската. А како е да бидеш водител на утринска? Леле човек, многу ми беше тешко на почетокот, тоа станувањето рано. 5. Ама више си навикнат. Не, сега немам гајле, ама на почетокот јас бев скрос изгубена, јас немав социјален живот. Експертите кои ти се јавуваат и дека знаат све? Тоа е посебна тема. Знаеш, кај нас дека во Македонија луѓето, не само возрастните, помладите и сите апсолутно, нели секој има свој став и денеска преку социјалните мрежи ти е дадено да си го кажеш ставот, нели. И сите сме експерти. Јас мислам дека ние не
Ние не комуницираме за да се разбереме и за да се слушнеме. Ние комуницираме за јас да си го одбранам мојот став, а ти да си го одбраниш твојот став. Да. И на пример, и мислам дека целото општество ни е таму кај што ние поради тоа што ние не се збориме конструктивно, не се даваме критики. Да, јас зборам за јас да бидам слушната, јас да ти го наметнам моето, а ти ако кажеш нешто што јас не се согласувам, јас да се искарам со тебе и да ти кажам дека нели тебе не те бива. Ние немаме слух за другите луѓе, немаме compassion, како да кажам тоа. Нема разбирање за да разбереш, да си направиш мове дека. Ма не, воопшто. Утринските емисии се многу добро школо за тоа, дека нашите луѓе се експерти апсолутно за се. Значи, еве денеска ми се јавува човек и ми вика: "Ало, ајде, викам, господине повелете. Шо е темава?" Вика, ја доби, вика, дај кажи шо е темава. И ја викам, не беше време за тема, требаше некој проблем да сподели, да ни во општините звониме да им решиме ако можеме. Викам, нема тема, има проблем ако можеш да споделиш. Колку проблеми имам јас. Добра, после ќе се јавам. И стварно се јави после за 15 минути објавив темата, а истиот се јави, темата више ја види, он е спремен. Он е спремен на било која тема, часот. Он е спремен да каже дека има он став и дека тоа не чини, тоа така не чини. Знаеш, они сите знаат во државата што е добро, што не е. А уствари никој ништо не презема, ние немаме акција. Мислиш дека е тоа некој филтер за луѓето да се така да види тоа да си го искажат незадоволство. Група која што се сами не се слушнати. Сега не можам да генерализирам, меѓутоа грото се така. Да, и ти се јавуваат тебе и сега да си кажат тоа што им лежи на душ. Он се јавува на телевизија и на него тоа му е. И он после ќе отиде дали кај комшиите, кај синот, ќе каже се јавив на Канал 5 и се прават они тема и муаве тоа, ме разбираш? И сега ти не можеш да судиш, ти не му го знаеш човек, на новој човек животот. Знаеш, многу пати, многу се чудам, ќе ми се јават, немам леп да јадам, немам ова, немам она, а цело време се јавуваат на Канал 5. Кој ги плаќа тие сметки? Добре, тоа многу често сум се прашала. Сега ти ако немаш леп да јадеш, нема да се јаваш. Од каде ми кредит мене јас да се јавам? И башка он само кажува дека нема. И тоа е, знаеш, он се жали. Да, ама сите се жалат. Не сум слушнал некој да каже, супер ми е. Има еден, добро ми. Мислам дека е албанец, не сум сигурна, и се јавува кај мене, кај Милена, кај Роберт, кај било кој. Ало, добар ден, добар ден. Шо правите, како сте? Буквално така, велелетен, полетен. Еве, викам, господине, работиме. Само да ве поздравам, алал да ви за се што правите. Некој пат ќе даде комплимент ако се добро облечен. Поздрав, да не одземам време, ајде, чао. Добре, и он барем еднаш неделно се јавува обавезно. Само да те поздрави. Ама имало и позитивни луѓе, да. А многу ретко вака, или некоја господја ќе се јави, ќе каже, аман бе, шо направија луѓево, знаеш, они меѓу себе се јадат две, ќе си кажуваат. Да, се јавуваат да се препуцаат. Ама со тек на време ти сваќаш дека нели тука треба ти влезе, тука треба ти излезе во однос на не треба ги сваќаш работите лично, пошто ти слушаш секакви приказни. Да. Едно време работев и на терен, бомбаќе сум влегла буквално по секое село, во секој дом, во секоја сиромаштија сум ја видела, секоја болештина сум ја видела. И тогаш сватив дека јас не сакам да го правам ова, затоа што јас не можам да направам граница помеѓу мене и ова што го гледам. И јас се вознемирувам кога гледам болно дете, ме разбираш? Да, нормално. Човек не спиев една вечер, имаше едни деца во едно село, не знам како, близначиња, болни, не знам ни каква болест има, знаеш, он има... не можам да го опишам, сега се вознамирувам. Јас не сум спила цела вечер. Многу психолошка травма ми создаваат тие работи. Си викам, зашто како не? А државата, например, не помага ништо. Еве донации, ние да дам 100 денари, јас да донирам од телефонот или... Да. Па уше за кој да донирам, бе, човече? За жал така ги личиме, мислам, сите луѓе у држава, што не застанува државата да се ангажира нешто да направи. За никој. Колку деца ни умреа од тоа што нема пари? Многу, да. Многу не сакам да збориме, не сакам да навлагам у тоа, пошто ми е многу жална тема. А кажи ми, не си сака сега некој свој проект да имаш на Канал 5 као? Јас сум имала желби, меѓутоа таму има друга политика, каде што не знам, сум оставила нели така да течат работите, затоа што види, реално ако збориш, утринската е многу добар проект.
Да, има своји мани, као нели не секој може и сето тоа, меѓутоа од друга страна ти отвара многу врати, тебе ти доаѓаат луѓе од премиер до преседател до бомбаки, сме разбираш, Да, до не знам кој. Различен Значи, калибар на рандом луѓе. луѓе ти отвара врати за запознавање, за зборување, за можности лево-десно и утринска кој не гледа. Ти може нема да седнеш со секој ден да гледаш, ама са бајле си пил кафе, си пуштил телевизија, чисто муабет нешто ти прави. Да. И си слушнал некој, мене си ме видел, колешка си видел, ме Да, разбираш? да. Така да не можам да ти кажам колкава мок има таа емисија. А за приватен проект сум размислувала нели настрана од телевизија, затоа што ти го кажав, јас на телевизија јас колку да се трудам да бидам своја, нели опуштена, не можам. Јас сум таму домаќин, јас шо му е гајле на луѓе во сега. Јас сум тука да ти поставам прашање, нели ти дадам правец ако заглавиш негде, да те извадам, да направам атмосфера. Ама ја не сум тука сега, тоа моето мислење, јас да си го раскажувам. Па нешто вака кој јас што правам сега, за да можеш слободно да си подкасти, човече, да, подкасти, тоа е нешто на кое што размислувам. Да, меѓутоа никош сериозно не сум го едно време со Лукас тоа го мислевме да го направиме како во Солун. И ги споредувавме цените на пазарот, нели, па и тука за да имаш, добро, сега ти не плаќаш, претпоставувам, ама има студија кај што можеш да ги изренташ. Да, не знам сега. Да, имаш студија. Мислам дека тоа е нешто кое што многу ќе функционира за мене. Имам некоја малку поразлична визија за подкаст, не да биде вака. Нели пак не можеш ти со гостин, пак мораш да седнеш и да се размениш муабет, меѓутоа да воведам и нешто интересно. Ама знаеш дека сега сум преокупирана на многу други работи и некако тоа го ставив во позадина и чекам нешто да излезе, нешто, некој ќе се јави, некој ќе ме спомне на подкаст. Да. Гледаш овие работи ми се сите мене знаци као на добар пат си. Дека треба да направиш. Знаеш, да не го форсирам, некако таму сум. Не го форсирам, а многу сакам, затоа што јас сакам да си се искажам, имам што да кажам. Нели, јас сум научила многу кроз животот, некој може од мене нешто ќе научи, ќе кажам, како што јас, например, што сум слушала луѓе по подкасти, сум рекла, леле, видиш што паметно кажа ова, Да, и ја поминувам кроз ова. И плюс, јас сакам, знаеш, искреното да дојде, да нема се фолирање, да нема трач муабети, да нема сери, него да има Не. некои искрени муабети добри, што можат луѓето да и научат да научат нешто, човек, никогаш не знаеш, ти дали знаеш од колку рандом луѓе од подкасти што сум гледала, сум се инспирирала за нешто. Зошто јас многу верувам во знаци, сега може публиката. И ја верувам, у хороскопски знаци се збориме? Не, во хороскоп, меѓутоа во знаци као нешто од негде ќе видиш, ќе Аха, чуеш, такви јасно. некои знаци. Знаеш, и некој кој ќе збори нешто на подкаст што јас сум го мислела минатата недела. И знаеш, те инспирира сега. Да. И тие подкасти се многу по-кул, по-лежерни, човече. Видиме сега јас као А не седам, бе, може за некој непристојно по-строселаво. седам, меѓутоа мене ми е комотно. Да, па Дури сакам и овие lazy bags од кај што ти се тука да може седнам. требаше да седне. Не, нема веза, сакам да ти кажам, не сум се тука под стрес дека морам да внимавам. Да, може- Само може ќе сгрешам, нормално ти ќе ме коригираш, меѓутоа јас не сум тука, поопуштена сум, Да, како ти да, кажам. па поопуштена И атмосфера. тоа е тоа кој што продава секаде, па и на социјалните мрежи во нашата работа. Колку Како се не? поискрени, отворени, колку повеќе си онака, човече, стануваш, отвараш очи и збориш, кажуваш, нема фолирање, нема Точно. ништо. А кажи ми, со социјалните мрежи, од која почна? Како почна? Што се случи? Леле, социјалните мрежи немам појма како почна. Јас, мојот Инстаграм ми беше онака за секој ден. Јас никогаш не сум мислела дека ќе правам пари од Инстаграм. Исто ја. Дека ќе ми стане Ме заебаваш. бизнис Инстаграмот. И тоа пара се врти. Значи, јас сакам да им кажам на луѓето, гледам подкасти се прават за ваков бизнис, онаков бизнис. Луѓе, отворете си TikTok, отворете си Инстаграм и нормално и таму им треба да работиш, меѓутоа парата е таму, social media. Крај. Само треба да имаш некоја идеја, сега не можеш еве ја Туку така. да отворам нешто и мислам и слики само да ставам. Нема да има поента, нешто Не. треба да има Да контент. им продадеш нешто. Треба да има контент, сепак мислам дека. Да, меѓутоа јас знаеш како порано многу се бедирав, ќе видам нели ти инфлуенсеркиве фидот како ќе ти изгледа кога ќе отвориш. Аха. Дали е на портокалово, дали е на плаво, дали е на зелено, значи тие како ме излудуваат работи, многу се посветува внимание како ќе биде искуцано, кој фонд, која буква, дали денеска имаме цвекиња, недалава на фид или имаме аутфит или имаме
Јас порано знаеш, си ставав притисок, леле, морам да бидам јас подобра. Тоа веќе од кога почнав да сваќам што е социјал медија, сега на крај сватив, знаеш што е? Да бидеш искрен и да бидеш свој. Мене тоа ми донесе публика која што не ме сака, што е нормално, но и публика која што, нели како викаат, твоите најголеми поддржувачи се луѓето кои што никош не си ги сретнал во животот. Да, и луѓе кои што те поддржуваат, ја појма немам кои се. Они ме спедолуваат на стори, браво Јелена, ме разбираш, знаеш? Леле Јелена си ме инспирирала, не знам да купам ваква книга, да купам не знам ваков џемпер. И сега мене тие работи ми значат. Имаш конекција со публиката? Како не? Сега имам лайф, ако мислиш да се вклучувам, не лайф, него конекција за сега ќе споделиш нешто на Netflix, гледам си споделила. Кој филмови? Да, цело време. Книги, небитно. Цело време. И знаеш како? Да, сега јас некој пат користам филтер, не знам, може би на тоа уште треба да поработам, тој филтри да ги тргнам, меѓутоа мислам дека веќе нормално сите користат, не too much. Филтер мислав за сториња кога се снимаш некој пат. Иако не често, меѓутоа употребувам филтри, ама јас на пример станувам и јас пуштам стори, нели, и јас си кажувам нешто што ќе ми дојде во моментот. Па да. После ако си го преслушам и ако пред да го објавам не ми се допадне, може ќе го избришам, ама во 90% од случаевите не сум го избришала и сум го пуштила. Или на пример, еве сега додека се спремав, не знам, не си видел, не си отворил, додека се спремав, пробував обетки, имав едни и други на едното уво и викам дечки, викам жити се, викам сега се цел комбинација се направив до обетките заглавив, кажете лево, десно. Не им кажа кај ќе идеш? Не. Не им кажа. Ама ќе реков дека после ќе им кажам за тоа што кажав, јас појма немам дали смеам да зборам предходно за тоа. Па сега ако ти си дома ќе кажам. И пази што се дешава и ми викам слушај, викам дај да сеам ја на Лукас, викам сега пошто Лукас ми е као фешен гуру, така се зезаме. И му и спуштам на стори, значи да се нема тука сега ќе глуматам тука, ќе се ја представам нешто. Не бе брат. И пуштам на стори. Природно си е најбоље. И викам сега ќе му се јавам на мојот приватен стилист, да он ми каже, и му звонам, тоа на стори го има. И викам baby what do you think, left or right? А он па кај мајка му, кај викам најде, викам сега кај мајка, пошто сега не може он со мене, човеков е со женава, не може со мене да се расправа. Ама има време, или секунда да. Baby вика, the left are very elegant, пошто ми беа со светки некои, биле многу елегантни, the right one вика да се по-така fresh, по-cool. По-лабај. Готово, викам, baby, thank you, сага ајде, чао. И тоа си го ставив на стори јас сакам таа нормална комуникација која што имаме јас и он, гледам дека мојата некако љубовна врска, затоа што прв пат во животот е здрава. Ќе стигнеме до таму, застанеме. Да, сакам да ти кажам, сакам тој дел на луѓето на социјалните мрежи да им го представам, не се, затоа што тука имаме на тема со која што сакам да разговараме со тебе за лоша енергија, зли очи, зли јазици, немам која се тоа како. Пошто многу луѓе ми кажале, абе немој така све да кажуваш на луѓе, знаеш ке те. Зашо не ти мисли секој добро? Па да, знам. Меѓутоа па јас имам свој став дека тоа е мое верување. Јас ако верувам дека некој од надвор може да ми направи нешто, може ќе му дадам моќ, ја губам мојата моќ која што имам во себе. Добро, сега јас сум повеќе во спиритуалноста и ти твојата моќ е во тебе. И од тебе зависи све што правиш. Не може некој друг тебе да дојде и сега око да ти фрли, да те не знам што. И сакам тоа да го сменам малку. И затоа сакам тоа природна комуникација меѓу нас што има, да си ја споделам за тоа што на некоја девојка која што во моментов е со скршено срце или се вика јас никој пат во животов нема да фатам дечко, да и кажам дека има шанси, дека јас сум била таму и дека не е ништо изгубено. Да, ако веруваш, мислам дека ќе успееш. Ако длабоко веруваш у тоа, дека ќе успееш. Да. Али сепак, например, сум имала искуство и ја као сум кажал нешто што сакам да го направам и кога ќе го кажам на поише души, на крај не ми испаѓа. Де ајде да продискутираме, зашто мислиш дека е тоа така, бе? Па зашо луѓе љубоморни се, имаат некоја завис, и зашо ти да успееш, зашо ја да не успеам, или ќе ти каже, ќе му кажеш ти, еј, ова можам да го направам, и он ќе ти каже, абе, не може. Ама сум му капирал дека тоа не е твојот лимит, дека тоа е неговиот лимит, да. И он може до тука, он не може, а ти можеш, да. И дека ако веруваш у тоа, дека можеш да го направиш. И макар и да мислат лошо све околу тебе што го кажуваше се ова, значи ако имаш ти моќте у себе,
и да го кажеш на 1500.000 души Да. дека ако си го зацртал и ќе успеш. Се согласувам. Токму тоа сакам да го поработам затоа што целата сила е во мене, човече. Не можам ја на некој ојле дојле таму што ме прати на Инстаграм и што денес решил дека нема да се поднесе сами од себе и све што гледа на социјалните мрежи да допре до мене неговата енергија. Да, дефинитивно. Нема да го дозволам тоа. Ама има многу хейтери. Охо. Дај да збориме малце на таа тема. Кажи ми малце за тебе, како се справуваш со тоа? Знаеш како, јас сватив дека вака сега. Кога збориме за сила и за мок, јас многу од кога почнав да работам на себе, не знам, книги, терапии, коучови, буквално едно време бев многу посветена на тоа и уште сум. Меѓутоа мене тоа многу ми го промени во животот. Зборам за еден период кога што сум имала хейтери, кога сум ја немала таа едукација сега што ја имам, тоа ниво на свесност. Енергијата? Човек, јас идев дома и плачев. Јас Да. знаеш колку пати сум плачела, и тоа не дека некој нешто длабоко кажал дека ме навредил, значи за Не. дебилни работи. И тоа те потрошува, човече, знаеш, некој пат некој да ти порано сега зборам ќе ти каже, види, селјанка што се занесува, нешто дошло од Берово, сега она Да, ќе и тебе глумата. те допира Мене тоа. тоа ме скршило. Меѓутоа колку повеќе практикувам свесност за работите и колку повеќе сум свесна, и тоа сваќам дека силата е во мене, некако од оваа денешна перспектива, барем во последните 2-3 години, можам така да кажам, јас сум топ на таа тема. Знаеш зашто сум сватила и денеска многу девојчиња ги гледам, не знам дали тебе те се случило, ми пишуваат девојки кои што работат бизнис профили. Значи они прават пари од профилите, па ми се обраќаат за совет: Јелена, како да се справам, бебе, некој ојле дојле кажал нешто за мене, демек што се занесувам, што вака така, што да правам. И пази, они се обраќаат за искуство. Јас, например, што сватив за во мојот живот, сега не можам да зборам за сите, јас за себе можам да си кажам. Рецимо ти си ми пишувал хейт коментари или seедно. Јас сватив дека таа мок што кажуваме дека имам во мене. Јас, например, сватив дека имам толку многу бомбаки што да му покажам и да му дадам на овој свет. Јас на крајот од денот сум добар човек, не дека се јас ке се фалам, меѓутоа ни ти мислам лошо, нити сум типа завидна. Си гледаш своја работа. Нити сакам нешто ти земам, нити сакам да ти наштетам. Јас сватив дека имам се и тоа малку што го имам, не зборам материјално дека имам се, немам ни куќа, не знам каква, ни кола, тука немам ни кола, такси се возам, што се вика. Никола. Не, бе, човек. Не, сакам ти кажам, имам кров над главата, имам љубов, Имаш фамилија, имам прекрасни мајка и татко, сестра, прекрасни внуки. Јас имам толку многу од таа перспектива и од своја перспектива имам толку многу да му дадам на светот. Јас имам љубов, ако немам љубов за сите, затоа што нели не можеш сега, не сум ја мајка Тереза па се сите да ги сакам, сите да ве сакам, некој ни тропа. Нека тропа. Снимаме подкаст. Се снима. Тик-так, тик-так. Ве потсеќа на нешто? Тоа е македонски производ. Часовници и новчаници кожни многу се добри, многу се ефикасни и може све да собере у нив. Проверете на tak.mk, изберете си, ефтини се, а се македонски, поддржите македонски производи. Значи, љубов за, не знам, имам страст за животот, имам желби, имам амбиции, имам толку многу, например, што да кажам, еве сакам да споделам искуства, сакам да учам, отворена сум да учам, да примам совети, имам толку убава енергија, јас во себе ја чувствувам, знаеш, некој пат ќе станам и сум прерасположена и сите тие работи сакам да ги дадам на светот, кога зборам на светот, зборам на луѓето кои што се со мене, што те следат. Дали ме следат на Инстаграм, дали е продавачката во маркет која ќе отидам па ќе си направиме муабет. Сакам да го споделам тоа. И тоа е мојата мок. Мене тоа ме движи и тоа ме носи во животот и мене таа енергија која што ја имам, ти не знаеш какви работи, какви врати ми донела. И сега некој си бомбаки, себе ќе те земам тебе за пример, Фала. ми напишал мене коментар или он споделил на неговото стори дека он не може да ме смисли мене. Знаеш како, мене ми е жал за таквите луѓе затоа што не можат сите да бидат свесни до тој степен.
И Дефинитивно. тој Бомбаки што пишува пораки за мене, на крајот од денот е едно мало дете во себе, како што ние нели сите го имаме тоа мало дете. Не, кој што некогаш во животот не било слушнато, не било сакано, не било видено и таа несигурност од мали години, затоа што ние сите се проектираме од деца, ја носи во себе на своји 30, 40, 50 години седно и ја проектира на некоја си Јелена која што се го живее животот. Јелена му е само показател дека може да се успее во животот, нели, за одредена ствар, меѓутоа он немал храброст, он нема уште храброст да го направи тоа и он е тука само за да својот бес и гнев да го исфрли на социјалните мрежи за да биде слушнат од 50.000 луѓе кои што го следат, затоа што он како дете мајка му и татко му не го слушнале како што треба. Да, јасно. И тоа е целиот проблем. И јас сега не можам, не можеш сите да ги спасиш. Не да бидеме реални и не можеш на сите да им помогнеш. Тоа е твојот проблем, тоа не е мој проблем. Јас немам проблем, јас ти кажав, јас имам друга цел, мисија, мене ми е животот многу убав. Ама пак мораш да поминеш низ тие коментари, тие лоши, за после да постиш некоја бариера и за да не може никој да ја пробие таа бариера. Да, меѓутоа, кога викаат работа на себе, тоа е сериозна работа на себе. Јас, еве ти кажувам, не на терапевти, не на коучеви, не на книги, не на не знам какви од овие странскиве курсеви си имам запишано. Бомбаки се сериозно инвестирав и пари, инвестирав и време за да научам јас како да бидам посилна, ме разбираш? Пошто секој си одговорен за својот живот. Ја не знам тебе што ти се дешава и нели некој пат за нешто можам да ти помогнам, меѓутоа генерално твојот живот е твој, јас не можам да се мешам. Ама мојот живот, јас не сакам да бидам жртва, јас не ни на системот, па не на ничија жртва. Јас не сакам да бидам просечна девојка која што ќе заработува просечна плата и која што ќе работи 8 часа во текот на денот. Јас не сакам да завршам со просечен човек кој што можеби ќе ме малтретира, можеби нема да ме малтретира, со кој што ќе се љубомориме и ќе си криеме од телефоните и ќе се вараме. Не сакам да имам некои просечни луѓе околу мене кои што ме црпат, а не ми даваат ништо за возврат. Не, јас сакам да го сменам мојот живот, тоа ми беше нишката почетна како што почна. Значи јас сакам да имам прав човек, веќе ако збориме за љубов кој што ќе ме дигне, јас сум жена, јас сакам да бидам третирана како жена. Јас сакам да заработувам пари. Нема ништо лошо во тоа. Нормално. Јас па и денеска ако кажеш дека имаш апетити да бидеш богат, па и тоа малце ти е као леле, видиш што се занесува, оваа сака пари. Ни требаат парите на сите. Не сакам јас да имам 200-300 евра плата. За жал живееме од тоа, мислам, се двигателот на светот. И тема пари ако отвориш многу конзервативна тема, ти да видиш и многу луѓето имаат многу, знаеш, различни мислења за парите, а на крајот од денот сите сакаат пари. Сите сакаат пари. Ја например не ќам пари, мразам пари, зимам колку зимам толку трошам, пошто човек не да ги сакаш ти да си алчен за пари. Ама јебига мора, мислам, тоа го движи светов и тоа сум го капирал. За тоа сакам да ти кажам, не дека ти се треба да имаш пари, па сега ја да одам тука да се правам, да се понашам нешто. За основното ти кажувам. Нормален живот. Нормален живот. Па и да ми кажеш и стварно не сакам. Јас сакам да имам пари, ама еве ја работам за тие пари. Јас не е дека сега сум ги ставила нозеве на маса и сега чекам да ми се отвори од небото мене да ми падне. Да ти падне. И една работа која што сватив, која што исто доста дискутабилна, меѓутоа ќе ја кажам, тоа е мој став, некој ќе се согласи, не да работиш многу напорно, многу да работиш, туку да работиш паметно. Да работиш паметно. Има многу голема разлика кога работиш паметно и кога работиш напорно, нели многу треба да работиш. На нас од деца јас тоа сум го запамтила од мајка ми. За да имаш ти пари треба многу во животов да работиш. Да работиш истото. И пази, јас имав блокади цел мој живот, нели до пред неколку години кога почнав да работам на освестување, дека тој глас на мајка ми живеел во мене и тоа станал мој глас. И јас треба едно време се фатив како работам на сите страни по неколку работи за да заработам пари и пак немав. И пак немав. Ја не знам како ги зибав, кај ги давав, ја не ми беше јасно. Ама сега кога ќе сватиш дека треба да работиш паметно, а не толку тешко и напорно, порелаксирано, полабаво. Да видиш како парите доаѓаат. А мислиш дека се што се купува со пари не е скапо?
Вау, тоа е многу трик моје- прашање. тоа е- Што мислиш ти на тоа? Ја мислам, тврдам, стојам позитива. Дека се што се купува со пари не е скапо. да, пошто здравје треба, мислам и такви ствари, Да. љубов и тоа. Да, мирот, Мирот, здравјето, нема љубовта, цена, рецимо, среќата. мирот, да. Ама знаеш што, тие работи ние ги има бесплатно во нас. А луѓето Тачно. мислат дека треба да платат нешто за да За да. стигнат до нив, да ги имаат. Ама и плаќаат, скупо плаќаат Како за не? тие ствари. Ма да. Тоа е бараме валидација од надворешниот свет, а не си сваќаме самите во себе колку имаме. Треба И да се колку разбудиме можеме. малце, сам кој што рече ти, да Човек, се освестиме јас- прво сам ние Да. у себе, па после Не, сите јас други. кога се освестив колку можам, види јас сум се уште на тој пат, не дека сега јас сум тука некој гуру да проповедам, Сад се гуру. уште учам, не. Меѓутоа, нели си имам напредок, јас си го знам. Јас многу се освестив за многу работи кои што погрешно сум ги правела, затоа што со погрешно сум ги мислела, Бомбакис. Се не е тука. Да, И ти кога ќе го се смениш уверувањето за пари, за љубов, за успех, било за што. се, знаеш ли како се околу тебе се менува надворешниот свет, затоа што ние живееме во внатрешниот свет. Ова надворешно е само проекција на тоа што е тука. Точно. И тоа тука ако функционира, знаеш ова друго како ќе функционира? И подсвеста е многу битна. Подсвеста е најбитна, мислам дека тоа што го Мојата посакуваш омилена длабоко тема. у себе, да. Subconscious reprogramming. Можеме цел еден подкаст да направиме за тоа како се репрограмира подсвеста. Еве Затоа што чисто може. чисто еден пример со мене, со Скопското. Јас сега ти го кажам. Многу сум среќна. Да, Јас сум се- многу среќна за Бомбаки, значи ептен, кога ми кажа дека тоа му е gig of the life. Жи ми се, да, пошто јас знаеш дека цело време и не, чисто тоа сум го имал у подсвест и сум го сакал толку силно и се остварило, значи ако Кога не нешто си очекал, сакам- кога си пуштил. Кога- Пошто да, ти кога кога си- си трчал по него, Да, тоа тоа бегало. бегало, И да. кога си рекол, чекај малце. Знаеш што, ајде да приседнам ја на столчево да видам Да, кафе, да се ова, напијам бај се. денеска, да видам што е убав денот. Што се деша околу Ало, Скопско! Да, Така беше? да, реално. Ај сега Така е. кога сме вако кога ги завртавме темија, кажи ми за љубовта, маце, како дојде, како се запознавте со човеков, каде се запознавте света? Тоа исто беше во мој хилинг процес. Јас тоа на сите го кажувам дека мораш да тргнеш на твојот пат на лечење. Не знам како да го кажам, не на лечење по болници да одиш по душевни болници, на лекување на душата, на човек. душата. Јас едно време сватив дека мојот живот тука беше доста, значи доста ми беше од се, буквално, и со мојот ментор Катарина Ангеловска, со неа работев во тој период. Одлучивме дека јас треба да излезам од државата на неколку месеци и дека треба да видам луѓето други како живеат, Како размислуваат? како размислуваат, да се вмешам во друг народ, друг систем, друг мајндсет, Култура. ме разбираш? И дека тоа треба да го направам сама. Не да земам некој со мене. Оди сама. Не бе само. И нели тоа е многу храбар чекор за многу луѓе, меѓутоа па и од друга страна си викаш чекај, кај имам братучетка во друга земја, кај имам Да бе, увек си бараш другарка. некој свој. И ранчето или куферчето и таму. И тоа лето, тоа беше пред 2 години, јануари до март, април тука некаде. Лето И господово. летото од господово одлучив дека јас тие 3 месеци цело лето Ти нема пом- да одам на работа и дека ќе одам да се откривам себе си која сум, кај сум, што сум. И буквално Бомбакис long story short тоа дали знаеш какви видици мене ми отвори, пошто бев во многу земји, Италија, не знам, Италија ја свртев наопаку, Цела. значи буквално во Шведска бев кај другарка ми, Хрватска ја свртев целата. И се сеќавам последното патување ми беше во јули, крај на јули, и лежам во август, последен ден ми е во Сплит. Таму помина феноменално, имам братучет таму. Знаеш, буквално се учев да се радувам. Не, денес што е убаво, сонцето е водата. А сега вака смешно изгледа, многу луѓе го им кажеш дека треба да се радуваш на тие работи, као дебилно. Не, треба да И се они си радуваш што викаат- стануваш са бајле прво, тоа е. Ама ти Прво и знаеш за основно, колку да. луѓе тоа е. Да, Како тоа да е не бе, дај 100 science евра. fiction, да. Дај 100 евра па да видиш како ќе се радувам. Да, Знаеме кај живееме. И Реално. буквално јас тие 3 месеци живеев, леле, колку е убав животот, колку вака, колку онака, ама јас излегов од Македонија и буквално се умешав со не знаеш какви луѓе, значи братучет ми со на шанкет не држа конобаркава со конобаркава бев BFF, ме разбираш? Да. Кој знае конобаркава и ја тука со неа. И нема, знаеш, кога ќе кажат дека е судбина или што и да е, не знам, и сега лежам јас последен ден во Сплит и треба да се вратам за Македонија
Зашто наредниот ден треба да заминам за Грција. Пази, јас Грција мене никош не ми била земја од со ништата. Значи Грција не дека сум ја мразела тама работа, ама мене Грција ми била каква дестинација. Да, имаат море, убаво е се, до Солунки идеш на шопинг за викенд. Има места како некој усакано ние. Да, ама не, она е преубава. И тоа за мене не била ништо атрактивно. Да, не ти било тоа. И сега сестра ми се јави, се договоривме со мајка ми, со внуките, они сака една 10 дена да поминат во Грчка. Јаман заман, јас секако немаше што да правам. Август ми е слободен во Скопје, ја уплативме сите. И јас се враќам и последниот ден нели лежам на плажа во Хрватска, треба да се вратам, да се пакувам во Македонија, да заминам за Грција. И пази, јас едно стори нешто ставив и се и на другарка која што одамна ми немаше пишано, она ми пишува. Леле, Јелена, шо правиш нешто околу водава, околу море, во некоја смешка беше. Шо правиш, како правиш? Викам ништо, викам еве лежам, се враќам за Македонија, ќе одам за Грчка и она вика па супер, вика и ја ќе одам, кај ќе бидеш, као да се видиме, одамна не сме се виделе, со неа може година, 2 години не се нема видено. Ама ете, судбина, она ми пише. Викам, слушај, а ние сестра ми имаше, не знам каде уплатено, и викам, таму ќе одиме со сестра ми, со децата на одмор. И она ми вика, кога? И ја викам, па задутре, као утре са бајле тргам, се враќам наредниот ден задутре. И она ми вика, па задутре ја идем у Грчка. Вика, сакаш заедно да идеме? И ја викам, ајде бе, заедно ќе идеме. Пошто јас имав некој превоз друг договорено, ама она ми вика со кола, вика, шо ќе плаќаш? Вика, слушај, вика, да ти кажам една работа. Јас имам, вика, уплатено со другарка во хотел, и со синот нејзин, меѓутоа другаркава и откажала во последен момент, нешто и се десило и она не може да дојде, вика, сакаш ли, вика, со мене 2-3 дена ќе поминеме во хотелот, вика, секако е уплатено, без пари. Да. Баш кај еден луксузен хотел, што ти кажам. И јас секогаш сум сакала да одам во тој хотел. Порано сум го гледала на Инстаграм, никош не ми искочило да одам, прилика, меѓутоа го знам место во кај и сум си рекла, леле, еден ден ја ќе одам таму, ме разбира. И она ме вика сега без пари, да ме земе од дома, да ме однесе со колата, ми плаќа 3-4 дена да седиме, да јадеме, да пиеме, да уживаме, да се сликаш на Инстаграм, реално. И после тоа вика продолжи се, вика ти со сестрата и со мајка ти. И ја викам, да бе. Топ. Нели, јас сум во процес на хилинг, животот е преубав, ме разбираш. Топ, ми праќа универзумот знаци, дај уште. Викам, готово, договорено, одиме. Така и се деси, јас куферчево само стварите ги вадам, само ги ставам нови ствари, ја одам у Грчка. Ја у Грчка немав отидено едно 2-3 години претходно. Ајде у Грција, у хотелот, нели, тука, ќе се сликаме, ќе си уживаме, ќе јадеме, ќе пиеме. Прв ден на плажа лежам, зајди сонцето го гледам, оно отиде со синоти во соба, нели помало дете со нас имаше. Да, бе, ти си уживаш, искористуваш сонце. Јас јавам сонце во колку преубаво. Се сеќам, уште имам слика, имам од тоа, значи како сум се сликала, значи зајди сонцето тука, лежиш на море и луѓево веќе ги немаше толку многу, знаеш, прик вечер веќе се стемнува и остануваат 20 души, немаше ни 20 на плаж. И имаше тука некоја екипа луѓе, едни дечки. И така се замуабетивме. Не знам како да ти немам збор да опишам колку тоа спонтано беше тука, пошто тие луѓе што останаа на плажата, пошто малецка беше плажата и некако као сите сме другари, ме разбираш, нема веза, не се знаеме ние прв пат. И Лукас беше еден од нив, пошто он беше дојден, пошто еден од тие луѓето кои што биле во хотелот му беше пријател на него и он бил сместен во Певкохори, не знам каде. И он тука дошол со пријателите, ме разбираш, и муабети лево десно, што од кај сте, од Македонија, со пријателка тука лево десно. И единствено од сите тие јас со Лукас почнав муабет да правам. Ама он беше многу културен лик, не нападен сега нешто, па ќе ти се пуштаме. Го имам запознаено и знам дека е културен лик. Да, немаше таква енергија, некој ќе те замара, сега знаеш, сега те виделе сама на плажа по купачи. Не, и се замуабетивме што има, како во државата, како на одмор, ја му кажував лево десно и ми вика, сакате ли, вика, со пријателката ваша, вика, на пијачка, вика, да излеземе, вика. И викам, слушај, викам, ние сме, викам, исто со мало дете, мислам мало, 10 години, 12 години колку има. Меѓутоа, викам, ќе се договориме, знаеш, се плане, и он ме вика, добро, еве ти мој број, вика, ако ви треба, вика, нешто се резервирате, нели, грчки јазик, па што знаеш дека ние ништо не збориме, слободно, вика, исконтактирајме. И викам, добро, фала, и јас се прибрав во соба и кажувам, викам, слушај, викам, запознав едни луѓе, викам, ако ни треба, викам, резервација, пошто сакавме да излеземе малце, имаме, викам, грк, викам, што ќе ни среди, одма, викам, ќе се јави на грчки, одма се јави, викам, што ние на англиски, ние тука ќе се... Да, полесно. И она ми вика, слушај, вика, ајде, тоа сакавме да идеме у тоа Мама Лука наредниот ден, ај, вика, јави му се, вика, на Лукас, вика, нека ни резервира, вика, за во Мама Лука, пошто, вика, таму е сега гужва, сега грк, знаеш, кој ќе се јави, друго е. Да. И ја му се јавам наредниот ден, Лука, здраво.
И така, и викам, може ли викам да ни резервираш маса во Мама Лука? Викам, ние сме две, викам, со дете три, меѓутоа викам, еве те покануваме и тебе, викам, доколку сакаш, викам да ни се придружиш. И он ми вика, дај ми вика 10 минути, се јави, не резервира. Благодарам вика на поканата, еве вика и јас ќе дојдам, вика ќе ве дружам за ручек. И јас таа вечер облеков еден фустан кој што беше единствениот фустан кој што личеше на нешто, затоа што јас не бев спремна да одам фенси. Јас имав лајт работи, деца, сестра ми, ме разбираш. Да, хотелот е фенси, меѓутоа купачиш, да, што ќе се сликам по фустани тука ќе глумам нешто, не. Единствениот фустан кој што ми беше еден црвен, викам дај овој да го носам и гледам патики, немав ни штикли. Викам на Сузе, дај ме, викам некоја штикла, викам кај ќе одам со овие патики, со овој фустан, сега викам башка човеков, викам има кај ме прати, викам вака сега. И она ми вика, кој број носиш? 38, дај од неа ни штикли, земав. Ој на штикла веќе одма по друго, ајде се оттепавме, викам цап, одим во Мама Лука. Да, бе, да се дотераш, да се спремеш. И да ја скратам приказната, јас од моментот кога влегов во Мама Лука, значи сега се сеќавам право, нашата маса беше од лева страна, и јас како што влагам и го видов Лукас, точно знам што носеше, на бела кошула и плави ленени панталони, знаеш, грците ленени. Добро, тоа е грци, баш кај црн тен и тука те отвара белото. Бело, знамето. Тоа е тоа. И као што го видов, знаеш, сега тоа кога го кажувам, кога знаеш нешто, знаеш. И ако гледам овој лик лево, јас како да го гледав човекот на мојот живот, јас тоа со збор не можам да го кажам, меѓутоа јас имав еден таков наплив на баш кога го запознав вчера, ме разбираш? Немам појма кој е човеков, немам појма што сака, тој може психопат, може стварно сака афера. Може криминалец, да, може нешто. И јас бомбакис викам, what the fuck, значи, и мене ме фати еден јас таа вечер бев несвојствено за мене. У Грч вака. Јас седам и он не знаеш како да се понашаш. Јас чувствував дека нешто ќе се деси со овој лик, а нели подсвесно сега како бе ти тука си дошла во Грчка сега афера да имаш, не, да. Знаеш, милиарда работи имам во главата, меѓутоа еве од таа вечер почна се и еве денеска скоро 2 години јас го имам уште тоа чувство. Дека тој е човекот на мојот живот и тоа не знам како знам. Сега некој ќе ме праша, бе, како знаеш сега, не може. Јас начинот на кој ме третира, начинот на кој што он се однесува со мене, како ми ги прифаќа маните, како ми ги прифаќа нели сите недостатоци, сите добри работи. Имав прилика да го запознам и тврдам дека е тоа така. И дека е многу културен човекот и многу нормален пред себе. Он ме пригрна со сите мои стравови, јас со несигурности, јас и денеска сум несигурна за некоја работа. Ако дозна дека си јавна личност, како реагираш? Знаеш ли неговата работа? Он ми вика, леле, вика, само цел живот сум се молел, вика да не завршам со никоја таква, знаеш, леле, инфлуенсерка, леле, телевизија, пошто Лукас е таинствениот човек на светот. Инкогнито. Нема социјални мрежи. Нема? Инкогнито, значи. Он мајка му ни мајка му не знае кај оди, ни брат му што е многу близок не знае кај иде. Значи тоа си негов жив приватност. Максимално. И доаѓа Јелена од Македонија. Ајде, цела држава сакаш да те запознае. Ама он тоа го прифати многу позитивно и дури да видиш ми изненади затоа што порано јас дечковци кои што сум имала, јас тоа им стварало притисок и несигурност. За Лукас тоа е многу голема позитивна работа, затоа што он, например, некој пат еви кога треба да доам на подкаст или да одам негде и ќе ми булец ќе ми напише. Слушај, не заборавај да кажеш ова, знаеш, инспирација чисто. Или еве се бајле за обетките кои што или кога имам состанок, знаеш, ќе ми избуста, слушај, тоа е нешто што треба да го спомнеш, тоа ќе упали, тоа нема да упали, или кога треба на емисија со гостиве. Знаеш, ти не знаеш он колку се ми помага ја да идам уште погоре. На него тоа не му е демотивација. Да, не те влече надоле. Не, он кога се шета со мене тука, например, ќе ме застанат сега господи, некои ќе ме застанат. Ти не знаеш он колку е среќен, он вака го гледа, он е горд на тоа. Да. Он е горд на тоа. Исто како и жена ми, пошто претходната ми беше многу токсична, немај каде. Леле, ја и ме влечеше надоле, а сега со жена ми истото ти што го збориш за Лукас, истото и да. Леташ човече. Да, чим имаш поддршка таква, тоа е многу битно. Поддршка, и он тоа го свати првпат на граница, кога поминавме граница ние заедно со него и на граница тука Македонија, македонска граница, влагаме во Грција и сега луѓево тука Спенџарска. Каде со овој грк и сега пошто они сите знаат грчки, они зборат нешто на грчки
и не му ги бараа ништо други документи не му бараа, само пасошот нели треба да дадеш кога поминуваш граница за кола во ова. Да, зелен картон. Зелен картон и он вика зелен картон и каков зелен картон и вика еве го зелениот картон до тебе сега кој сакаше да. Демек, ваѓа имаш цркарникот. карта за да. Може и он сакаше човеков сега малце да ме избуста да, тука. Ја таква знаеш како. Знаеш убаво ти е сега и он се врти, он тој пример денеска го раскажува, вика јас сум поминал, вика само со пасош. Мислам и ред други работи кои што се случиле за него, кои што се несвојствени, реално мислам човеков е стварно таинствен човек и не, на него му е ова се ново, ама не знаеш со каква радост го прифаќа сето тоа. И мене ми е многу убаво. И јас многу пати, јас сум несигурна за својата работа, он ми вика не, грешка. И знаеш ми дава друг point of view на работа, вика јас никош не сум гледала тука. И се вика не, ти бушиш тука, ама дупкава е тука. Знаеш ми ја отвара очите, пробај вика тука да влезеш. И јас викам човек кој Господ те прати у мојов живот, вака ми ги отвориш очите. А кажи ми релацијата Скопје, Солун, разликите и тоа тие ствари. Види, и сме различни и не сме толку многу различни. Цело време сега патувам, нели, дека сум преселена таму и доаѓам за работа само за работа доаѓам тука. Мислам дека ги знаеш сите цртки на аутопатот колку има оние у средина до Скопје. Бога ми, не се знае више колку пати поминав натака навака, мислам граници и грчки више работат на граница, више ме разбраа која сум. Меѓутоа има и добри и лоши страни, и сме различни и не сме, пак се нели ние не сме многу различни, меѓутоа знаеш што, има и некои разлики кои што сум ги почувствувала. Не знам дали е тоа во кругот кај што ние се движиме или кај сите, не можам да кажам, нели јас обично зборам за луѓето кои што јас ги познам и затоа можеби луѓето и погрешна слика ќе си дадат кога зборам јас за грците, затоа што јас судам од таа една група која што има, ја не ги знам сите. Нели зборат гласно и они, кога да се караат, нели брзо зборат, они го имаат тоа. Меѓутоа они многу, пак ќе кажам, барем од луѓето кои што ние сме. Јас еве ќе ти кажам пример, јас не јадам месо, јас сум вегетаријанец. Никој ќе седнеме на маса, они ме прашуваат дали на мене би ми сметало доколку они ќе си нарачаат месо да јадат на масата. Што за мене е многу огромна почит. Не можам сега да кажам дека сите грци се такви, не. Мислам дека тоа кругот. Пошто и кај нас има такви. Да, меѓутоа мене тоа ми е познато таму, ме разбираш, и сега јас од оваа перспектива ги кажувам разликите и вакво и сличностите. Има некоја почит многу убава, има некоја друга култура. Сега она што ми се допаѓа кај нив е, они се по-либерте. Тоа е факт и тоа може мислам дека се на море, имаат сонце. Да. Поише и не се замараат нешто толку многу. Да. Кафенцево, поселајт, така по на кеј. Да, море. Друг е животот, друг. Да, тие се покрај море зборам. Не верувам дека се они како нас толку изфрустрирани како ние што сме. Дека на нас нели се ни смета, ние сме сиромашни, ние сме несрекни, го знаеш тој таа група кај наш грото од популацијата што ја држи, нели се нема пара, све се нема. Леле. Мислам дека кај нив не е тоа толку, барем јас не сум го почувствувала дека тоа е кај нив така. Не, морето и сонцето одма друго ги препоши. Јас сум работел 10 години во Грција, знам како е. Ти поише знаеш да кажеш за нив од мене. Сум имал девојка од таму, сум живеел исто Солун, знам грчки и сега може ќе се наљутат луѓе, ама тоа е вистина, тоа е реалноста. Немаш да се наљутат затоа што тоа е нашиот живот и сега јас не сум ја бирала, така ми се паднало сега. Исто сум живеел у Романија година дена и таму знам какви се луѓето, значи ја мислам дека све е до морето и до сонцето и тоа е тоа. Да имавме и ние море и сонце тука може поише. Може да, ќе бевме посредни и порелаксирани, да. Сигурен сум во тоа. Гледам дека и Солун како град еве во последните неколку години баш кај Лукас тоа ми го има потврдено дека наш пара која има се осеќа човек. Све нешто се отвара кај нив. На секој ќоше нешто има. Они се 90% туристичка држава, мислам, туристи многу и тоа е тоа. Да, ама и се чувствува и он ми го кажа, вика и ние имавме криза, знаеш грчката криза која беше каква Грција, се немаше пари и таму не имавме поише пари од нив, ние станови купувавме. У Грција пошто беа без пари што се вика. Колку македонци спокупија некретнини таму? Сега сите имаат, сите што се патриоти имаат, исто имаат. Ама сега грците се веќе скроз друга димензија.
Ќе ги стигнеме некогаш, се надам. Ајде да видиме, Ќе да. ги стигнеме. Ние сме добар народ, ја сакаме Да, државата. инаку убаво е, многу е убаво, нели, да живееш на море, да јадеш Дефинитивно. медитеранска храна. Пак ти викам порелаксирано, сега јас јазикот уште не го знам. Можеби ми поради јазикот, они имаат јазична бариера, да, они зборат англиски, меѓутоа они имаат on the surface, да. знаеш, тука се, и сега ти ако сакаш да навлезеш малце да се спријателиш, не пошо, Да, они си на потешки грчки си се са, сакаат. И јас не го знам јазикот и јас уште немам некој друштво да кажеш дека јас ќе одам таму и сега ќе имам другарки. Моите другарки се другарки кои што Лукас ме запознал со нив, не се дека јас имам таму екипа, а моите се некои македонки што се мажени, што работат, што живеат таму. Што Со нив твораат. на кафенце што можам да идам затоа што ги имам многу. Не знаеш колку македонки Значи се мораш мажени да за Грци? научиш. Да, има доста како не. Па мислам дека Солун е наш. Солун е наш. Солун е да. наш, да. Да. И еднаш Лукас ми викаше како наш објасни ми го тоа, викам како да ти го објаснам дека Солун е наш, човече. Треба да го почувствуваш тоа, драшта на македонците кои ќе кажат дека Солун е И наш. историјата треба да му ја кажеш, малку само да нема Не, он влагаме си у знае, тоа. да. Не, битно е меѓу нас дека нема таков да има политички раздор. меѓучовечки однос. Не, Да. и со сите луѓе кои што сум се запознала, еве тоа јавно го кажувам, јас никогаш не сум имала проблем дека јас доаѓам од Македонија. Да, ја не сум имал Никогаш. проблем никаков таму, ама нема врска, сите сме различни. И тука има лоши луѓе, и таму има лоши и добри. Значи Јасно. ја така ги делам луѓето, на лоши на добри. Нема. Буквално, браво, да Тоа си е бе жив и тоа. здрав. Баш така. Фала ти. Кажи ми, доста време мовет си правиме. Да се завршиме кафето, Ја би правил уште мовет, ама ајде да не те тормозам, може да кажи доеш ми, полесно пак. е сега со телевизиски лик, нема потреба да се спремаш, све Да, сме си не, кажале. пошто и те знам и сме се дружиле, Да, се да. дружиме све и многу ми е полабаво да те прашам да си направиме Да, мовет да. скроз. За разлика од некој кој ќе го видиш прв пат и сега чекај, може ќе се наљути Човек, ова јас ако го го имам прашам. истиот стрес на емисија кој ќе дое некој кој што не го познаваш и сега нели како ќе те прими, Да, немаш да, искуство, Дали колку да си се спремен. нашалиш нешто Да, или некој не ти ја прима шалата. Има секакви Да, различни има луѓе. А некој кој ми е лајтерица вака кој ќе добе каква спрема и Па сега бомбајке можеме сме уште дошол 2 сати да си направиме мовет. Да, има многу теми, да, нареден пат еве сигурно може да Ќе збориме дојдеш и тема пари, сакам многу да ја зборам, знаеш Пошто, како ми е. јас за таа тема сум спремен скроз. Да, и можеме да викнеме и трет гостин, ќе ти дадам чисто лајнс Да, насоки, хинт. Да. хинт. Више си спомешав со англискиот дека Ќе ми сега да. цело време зборам англиски и знаеш ќе пуштам некој збор на англиски, знам дека не треба, ама навикам и од што го зборам јазикот. Нормално. Може да направиме многу добра емисија за пари. Можеме, наскоро, драги гледачи, ние се пребацуваме у ново студио, да видите, само не ви откривам ништо. Е, Ќе па, дојдеш видиме у таму, новото па студио, да, бе, човек, па тоа сакав, тоа ми беше целиот мојот и план. И со повише луѓе, со повише гости, подобро ќе биде 10.000 пати, идеме level up, се качуваме цело време. Добро, А сега сакам да сакам- кажам уште нешто. Кажи. Сакаш да ми да, даш не. нешто? Чекај, кај се Јас преки. Јас сам да те испоштувам со поклон од нашиот спонзор Такт. Ова се паричници, женски, кожни, македонски производ. Нема бољи у Македонија. За Ќе ти парата, се еве свиѓа, сега да, патека па се ете за тоа. Ова ќе биде вовет за следниот, да. Супер, фала ти бомбаке с многу, само за крај нели сакав да ти се Да, да, заблагодарам. Јас и ти се знаеме многу одамна, прво мене ми е многу драго што си работиш човек. Се трудиме, мора да се трудиме. Да, јас сум лик кој што нели знаеш дека секој пат те поддржува и ние двајцата имаме поминато и сито и решето од добро до лошо. И знаеме како е, секоја поддршка, мислам и тоа што го работиш се гледа, има резултати, нормално и финансиски ќе има резултати, нема тука ништо срамно, нели се ти се исплати, живо и здраво нека е бебчево, поздрав Фала до ти многу, сопругата и ти нека се посакувам враќаш уште убаво само. многу успеси. Фала ти многу и фала што дојде и се гледаме у следниот подкаст. Подкаст, да, токму така. Поздрав. Чао од мене, имајте убав вечер, прекрасни луѓе. Чао. Добар ден, драги гледачи! Во подкаст го имаме најпозитивниот, најдобриот, све нај-нај, Бомбаки!